Прекините на водоснабдувањето во аеродром ќе бидат минато за граѓаните на оваа општина. Ова денеска го најави градоначалникот на град Скопје Петре Ширлегов, кој заедно со директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација извршија увид во градежните работи за поставување водоводна цевка што ќе ги реши проблемите со водоснабдувањето во аеродром. Со поставувањето на цевка со пречник Фи 400 мм се очекува во целост да се реши проблемот со прекините во водоснабдувањето на жителите во општина Аеродром и Кисела Вода, особено на тие што живеат на бокорните катови на висококатниците во аеродром. Шилегов рече дека непланскиот развој и брзата урбанизација за жал не ја следеше изградбата на соодветна инфраструктура. Токму затоа во изминатиот период граѓаните на општина Аеродром и дел од Кисела Вода имаа проблем со водоснабдувањето и додаде дека не смее во 21 век да се соочуваме со ваков проблем. Решаваме проблемот со водоснабдувањето во општина Аеродром, особено во високите зони. Непланскиот развој на оваа општина и незината нагла урбанизација, за жал, не ја пратеше изградба на соодветна инфраструктура. Токму заради тоа во изминатиот период граѓаните на општина Аеродром и дел од Кисела Вода имаа проблем со водоснабдувањето. При градежните работи на кружниот тек на Христо Татарчев ја изведуваме и оваа цевка Фи 400, која што всушност е цевка која што врши водоснабдување и на општина Аеродром и на Кисела Вода, со што во целост очекуваме да се надмине проблемот со прекин на вода во високите зони во општина Аеродром. Градот Скопје и јавното предпријатие Водовод и канализација се грижат за вистинските интереси на нашите сограѓани. Нема да дозволиме забрзан урбан развој да го прати несоодветна инфраструктура. Токму заради тоа и ја завршуваме оваа градежна активност. Ќе продолжиме и понатаму парите од даноци и комунали кои што ги даваат граѓаните да ги употребуваме за решавање на клучните проблеми во нашиот град. Граѓаните беа запоставувани во изминатиот период заради несоодветно трошење на нивните пари. Во Скопје во 21 век токму заради ваквата неплански развој се соочуваме со вакви комунални проблеми. Само одговорно планирање, само урбанизација на градот со добар план подразбира дека ќе можеме во иднина да ги спречиме проблемите за да можеме да го обезбедиме нормалното функционирање на граѓаните. Затоа што Скопје е европски град, скопјани заслужуваат повеќе од тоа.